Ми вели во црна бреќа ќе ти го донесам, ете ние идиме пред врата, значи. Ми идите во вратата, ми идите ми онадва. Ете јас ти велам сега. Јас сум таа него што му ги носев во затворо штеките со цигари, сите да се тргните на страна. Значи јас сум тој што најпрво штите. Сите да се тргните на страна. Сите да се тргните на страна. Еве све. Ете ти, ете ти, ете ти. Никој нема да заштити, глата. Кој сака Не знам јас. Ете пора кој потече обрана. Ето. Дали го слушна твоето име? На жени што се закануваш тука. Ама кој си ти дома да идеш? Кој си? Да, Јас натре во двор не влегов. ама што идеш да идеш пред дома? Идеш мајта да не си играш до нас. Дали си го слуша ти твоето име? Да, и Како што можете да видите во претходното видео, лицава се веќе пред влезот на мојата куќа и упатваат јавно закани дека никој нема да ме спаси, тие што ме штитат нема да ме заштитат, а претходно му велеле на мајка ми дека ќе ме стават у црни вреки и ќе ме остават во дворот кај мене дома. Значи долго време веќе имам со овие ликови проблеми кои што ме рекетираат и ми бараат пари, веќе се пријавени, претходно се пријавени веќе во Новара, но никој не зеде никакви мерки, не превзеде. Еве се имаме и видео материјал каде што ми се пред самиот влез на мојата куќа и се заканват дека нема никој да ме заштити, затоа јас ги замолвам МВР да си превземат мерки, затоа што ова може да заврши фатално, затоа што веќе ми доаѓаат дома и се заканват на жена ми, на мајка ми, на тетка ми, а плюс имам дома и 11-месечно бебе кој што му прават стресови. Доста е, 4000 евра во плюс, супер е, 4000 евра во плюс, аме че е супер, екстра, браво, фала ти срце, фала ти за поддршката вечер, фала, браво срце ми. Респект за меч. Респект за меч, луѓе, респект за меч. Цигарче имаш? Не, вейп имам. Вейп имаш. Ке ти е цигар? Луѓе, иначе, да кажам само, уште не се приведени лицава кои што ми се заканваја, не се значи приведени, не се ни повикани во полиција. Респект, не се ни задржани во полиција. Респект што туку добив информација дека не се ниту ги привеле, ниту ги задржане. Браво, респект! Респект! Сега ми кажа дека ниту ги привеле, ниту ги викнале во полиција, така да, дечки, ако ми се деси нешто, да знаете, се ви објаснето, се е кажано, и тоа е тоа. Утре ќе видиме што ќе се деси, како ќе се деси. Се гледаме утре со нови информации, се надевам дека ќе бидат приведени, се надевам дека ќе ги задржат. Затоа што стварно ова веќе на лошо оди, познавајќи го каков психопат е, ќе заврши лошо. Така да, луѓе, се плашам за својот живот, се плашам за животот на моите блиски, а најмногу за мојот син. Така да ќе видиме што ќе се деси. Ми кажа дека што туку сега го видоле на слобода, се шета од Веро нагоре надолу по казината. Значи фактички тој не е ни викнат во полиција, не е ни задржан.
ниту едниот, ниту другиот, така да не можам, стварно не можам. Државава така одлучва, внатрешните органи одлучваат дека изгледа дека тој треба да биде на слобода. Така да, луѓе, се гледаме во утрешниот лайв со нови информации. Не знам ни дали ќе постојам до утрешниот лайв. Имајте пријатна вечер. Ритко мадафака. Ритко мадафака. Убо. Ритко мадафака. Тупска сила. Ова вечер беше стресна за моето семејство, за мојата фамилија, за мојата мајка, за мојата жена. Мада и колку луѓе мислат дека ова го правам нешто за преглед или не знам што, никој од другата страна кој што треба да биде жртва за да направам ја да биде прегледи, никој нема да се согласи да го плукаат јавно и да биде толку насочен лошо кон јавноста. Така да сето тоа што го објавив денес на Инстаграм е вистина, чисто да знаете, ве информирам. Поднесена е прија и ту втори пат на тие лица кои што се објавени јавно кај мене, по втор пат му имам по втор пат веќе ги пријавуваме. Првиот пат МВР не превзеде ништо, иако му кажав закани по живот дека ако ме најдат вака ќе ми направат, така ќе ми направат, дека не сме и никој да ме заштитува во Битола, освен тие што беа на камера на видео што ги покажав. И МВР само ги превзеде во полициска станица, му зеде изјава и ги пушти пак. Сега тие повторно после тоа неколку месеци помина и са повторно идат кај мене и му се заканват на жена ми, му се заканват на мајка ми. На мајка ми му упатуват закани за мене дека ќе ме најдела мајка ми во црни кеси во дворот кај мене дома во Битола, кој што за една мајка тоа е премногу лошо. Само да го уклучам ова да се слуша, ова како се вика ова полначот да го извинете момент само да уклучам за да сам не можам да видам. Каде стојат тањерите? Чеј са да видиме што направивме. Тоа е само мрднав, не го мрднав. Релаксирај се. Ке се напа. Не може да се релаксирам, ако сум многу нервен. Земи воздух. Еве сме, тука сме, во ред сме, сите сме. Ќе објаснам сега одново. Значи, јас и лицето Игор кој што ми се заканва, уствари кој му се заканва на овај, значи со име презиме ќе ги кажам, Игор Ангеловски, познат на јавност, мислам познат на внатрешните органи како нарушувач на јавниот ред и мир, познат како насилен човек кој што имаше дело каде што изврши на широк сокак во Битола со мачета, нападна луѓе кои што не сакам да ги спомнувам, кои што се многу поголеми мангупи од него и кои што можат да го фатат и да го треснат од земја, но дека е не човек и дека не може со раце да се справи со нив тие кои што ги нападна. Имаше земено една преголема мачета и ги нападна на сред широк сокак и за тоа го осудија 9 месеци затвор. Јас го пријавувам веќе по втор пат Игор Ангеловски, Рамон Ќазимов, другарот негов, кој што е ром напаѓа. Тоа е јебига, само тоа кај нас ромите го има. И ги пријавив двата во полиција и МВР само ги зеде на изјава и ништо не му направи, ги пушти пак на слобода. Сега додека тие мене не ми наштета, или па некој од мојата фамилија додека не му наштети нив, додека не падне крв, ова работа нема да се смири. Разбирате, значи мора МВР да реагира. Дајте му бре нешто, ало, дај приведете ги, задржете ги во станица, акнете му притвор, нека научат малце како треба да завадат честно леп, а не се собрале 5 души ми дојделе дома да ми барат мене 10.000 евра, јас сум упорчен. А ако не ќе ме тепале мене, ќе ме стаеле во црни вреки и во дворот ќе ме остаеле. Размислите тоа да му го кажи некој на вашата мајка. Некој тоа да му го кажи на вашата мајка, што ќе се случи со вашата мајка? Мајка ми во тој момент
му почнува да му чука, срцето му крена притисок од 200, дојде брза помош да ја носи на болница за претрпен страф, му клаваат инекции, диазепам и ред други работи да се смири. Мајка ми има изгубено еден син и ти са идиш психопату еден и му викаш дека мене ќе ме ставиш у црни вреки искасапен и ќе ме оставиш во дворот и дека не може мене никој да ме спаси, а ти со самиот говор кој што го оддржуваш пред камера додека те снима мајка ми, викаш дека никој не може да ме спаси и тие што ме бранат мене не можат да ме спасат. Тоа ќе си го решиш со нив. Тоа немаш проблем со мене, имаш проблем со нив и ќе си го решиш тоа со нив на улица од утре понатаму. Разбираш, ти немаш поќе проблем со мене. А МВР после ова, доколку не превземи мерки после Игор Ангеловски и Рамон Ќазимов да бидат приведени и да му биде одреден 30-дневен притвор, стварно немаме држава. Тогаш секој може низ Македонија да изиграва шериф, да клајтето важи и кој фати застани, дај ми ти мене пари и да го тепаат секој. Дали за такви луѓе секој граѓанин на Република Македонија треба да претрпува такви стравови? До кога бре? До кога бре ние што имаме пари, што си вадиме чесно леп, треба да му даваме на некој кој што изиграва шериф во оваа Македонија? Колку пати јас треба да ги пријавам за да вие реагирате? Еви чист доказ, никој не може да ме спаси, ви вели. Никој не може да ме заштити, а тоа се однесува и за полицијата. Тој со самиот тоа што го кажува, вели дека не може да имам заштити и полицијата. Значи тој се осеќа премногу силен, премногу посилен дури од власта се осеќа дека мене може да ми наштети, а не може никој да ме заштити. До кога бре луѓе ова ќе отрпиме? До кога ние ќе трпиме